Ви благодарам, председателке, почитувани колеги, почитуван представник на Судскиот совет, почитувана јавност. Малко сте овдека останати од колегите, но барем јавноста е тука да продискутираме за една работа која што итекако ја обременува нашето секојдневие. Би требало да говориме за судската власт, третиот столб независен на кој што се темели државата, каква држава, таква и судска власт, и не случајно е таква перцепцијата кај граѓаните, бидејќи нивните искуства се уште полоши. Се разбира дека во држава која што царува корупција, која што е во дното на сиромаштија во Европа, каде што нема забелешка или извештај или препорака од нашите меѓународни партнери, каде што нема да се укаже дека нашата правна држава или не постои, или функционира на многу терми, многу далечни, многу несоодветни и далеку од осогласени со оние во Европската Унија, така да барем тоа се доволно причини за да имаме полна сала овдека во која што треба го даеме мислењето сите и да најдеме начин како тоа, или барем да дадеме мислење во која насока треба да се движиме и како да ги подобруваме работите. Од овдека добивме уверување од представниците на Судскиот совет дека биле задоволни од сработеното. Може би тие се, но граѓаните не се. И затоа имаме 8% доверба во судската власт и 92% недоверба. Катастрофално. Навистина не знам, ќе се потрудам да бидам пократок, бидејќи повторно ни се преклопија со пленарната седница и поконструктивен, но навистина треба да се размисли добро дали дискусијата се води во насока на планот или извештајот, мерките, забелешките, како да ги подобруваме работите, или едноставно идеме со предлог за укинување на Судскиот совет, бидејќи немаме резултати што да ги подобруваме работите, напротив, добиваме показатели, добиваме параметри, наведени во самиот извештај, кој што загриженоста оди до таму да дискутираме дали воопшто имаме потреба од вакво тело, кое што треба да ги контролира судиите, кое што треба да направи судската власт подобра, поодговорна и пред се прилична за нашите сограѓани, за бизнисот, за невладините организации, за нашето општество. Пошувајќи од самиот текст на извештајот, по старите колеги имавме јасно уверување дека генерално е целен самиот копи-пейст и тоа е можеби најзагрижувачкото уште на самиот почеток. Тоа е одлика на незаинтересираност, тоа е одлика на неодговорен пристап и тоа е одлика за неквалитет во работата, особено во контролните механизми. Доколку имаме процеси кои што се движат, доколку имаме активности кои што врнуваат со плод, ние ќе имаме разноликост во самите извештаи. Такви се простите работи. Иначе, ако веќе навлеземе малку подлабоко во самата содржина, ќе видиме дека ситуацијата од година во година станува се полоша и полоша. Оваа година имаме, практично со извештајот што третира преходната година, имаме извештај во кој што се офатени поголем број, односно најголем дел од судовите дека се неажурни. Од 34 судови, ние имаме 19 што ни се неажурни, што не постигнуваат да го држат чекорот со нивните обврски, за тоа што постојат. Верувале или не, имаме 100.000 заостанати предмети. Точно на различен тип се. Може би структурно, ако навлеземе, направиме поголема анализа и можеме да ги градираме. Дали се некои прекршувачи, дали се кривични. 100.000 предмети на ваква мала држава, на ваква мало стопанство, на граѓани обременети со серија на проблеми, на држава потопена во корупција. 100.000 предмети. Катастрофа. 2600 од нив чинам дека беа повеќе илјади, стотици од нив, од 7 до 10 години стари. Со деценија цела, луѓе што континуирано доаѓаат, се влечат по судови, не може да стигнат до правдата. Па дури и правдата. Замислете ги тие луѓе што или тие фирми, или тие организации кои што бараат правда 10 години. 10 години. Адвокатски трошоци, нервози, притисоци, застој во работењето, застој во секојдневието, застој во обичните животи. Какви да се? Како ви да се тој тип 2600 предмети, цела една деценија од животот потрошена, а не може да се добие никаква одлука. Дополнително на тоа, 4 апелациони судови. Сите апелациони судови неажурни. Значи, и оние што имале забележки од основните судови,
На апелација не можеме да подобриме ситуацијата, бидејќи самите судови се неажурни, ова што го констатирал судскиот совет. Друга е приказата дали со самата методологија каде што е утврдена потребата и во самиот извештај, дали имаме потреба од дополнителни реформи методологија со која што треба да се утврди ефикасноста на самите студии. И овие што се ажурни, дали се навистина ажурни во однос на коефициентот на сложеност на труда и така натаму, да не сложеност на тежина на предметите и работата на судиите, збореа веќе претходно колегите, не би сакал да се повторува. И конечно на судиите. Вкупно имаме 473, ќе ми справите ако грешам. 142 барања оваа година за нивна одговорност. Лани 140, 107 во 2019 година. Прогресијата е јасна. Зошто тоа не се случува? Бидејќи од тие барања за одговорност производат опомена во неколку случаи. Самите судии ги охрабруваме да прават спротивни чекори на тоа или пак да бидат граѓаните уште понезадоволни од година во година. Еве да ве прашам, да искористам можноста, се разбира. Колку од овие барања се повторуваат судиите секоја година? Од 473, ако имате вие 150, најмалку третина до половина. Ако се повторуваат за еден судија 3 години поред, што треба да кажеме? Очигледно нешто не е во ред. Да имаме такви поплаки. Ако не се повторуваат, уште полошо. Тогаш буквално секој еден судија имал направен акт, донесена одлука каде што генерира незадоволство. Без оглед дали тоа од граѓаните, дали од министерството, од невладините здружени и така натаму. И ова дава веќе простор за аларм. Не е за паника, и като помина одамна, но дефинитивно треба да имаме коренити промени. 8% доверба во судството. Полоши се дури и од нас политичарите, и од собранието и било која друга институција. Еве, председателката ќе ми исправи. Често добиваме овдека истражување на јавните мислења, истражување од различни институции, ваква ниска доверба во институција која што треба да гарантира правдата, сигурноста, тековите, е неприфатливо, барем за мене. Не знам, можеби некој ќе биде задоволен и понатаму, но ете, јас сметам дека треба да имаме длабоки, колку и да се болни реформи, цел да направиме здрава правна основа во која што граѓаните и бизнисот ќе имаат сигурност, да преземаат чекори, да работат, да живеат, да инвестираат. Судската власт е онаа потпора што дава сигурност, никој друг. Велиме во извештајот дека одиме на меѓународна соработка и таму разменуваме искуства. Да што да не искараат да споредиме со нив? Никаде го нема. 100.000 предмети што ни чека. На држава со нецели 2 милиона жители, шака народ, 3 педи територија. Не би сакал додам понатаму, реков ќе бидам краток. Сметки за клучоците и препораките треба да бидат многу поголеми, многу посеопфатни и со повеќе аналитика. Пола од извештајот ни на тоа дека ни требаат повеќе пари, она што е моја загриженост, дека и овие средства доделени, 99,5% потрошени од тие што се одобрени и префрлени, дека се недоволно оправдани. Благодарам.